Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп ги известува жителите на градот кои користат вода за пиење од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица и градските извори дека пијат безбедна вода од градскиот водовод. Стручните служби над предпријатието секојдневно вршат мониторинг на водата за пиење и земаат примероци од 7 мерни места. Резултатите од извршените физичко-хемиски анализи покажуваат исправност на сите испитани примероци на вода за пиење од градскиот водовод и сите параметри се во согласност со правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење. Со што може да се каже дека граѓаните на град Прилеп пијат безбедна вода од градскиот водовод. Покрај тоа, Центар за јавно здравје Прилеп исто така зема секојдневно примероци од водата и прави тестирање за здравствената безбедност на водата за пиење, како физичко-хемиска, така и микробиолошка. Во секојдневна комуникација сме со Центарот за јавно здравје и доколку има потреба реагираме соодветно. Ги замолуваме граѓаните да не подлегнуваат на лажни тревоги по социјални медиуми за безбедноста на водата за пиење, туку да ги слушаат и читаат известувањата од акредитираните лаборатории и соодветните институции што се грижат за одржување на јавно здравје на населението. Секојдневно на 7 мерни места се земаат примероци и се врши физичко-хемиска анализа во нашата лабораторија. Досегашните земени примероци, уназад прилично долго, се исправни. Покрај тоа, Центар за јавно здравје исто така вршат секојдневни контроли. Морам да спомнам дека Центар за јавно здравје резултатите што ги објавуваат се официјални и ние како Водовод и канализација се базираме на нивните извештаи. Нашата лабораторија служи за интерна контрола наша. Хлор и повеќе други параметри. Тоа значи дека проверуваме количина на резидуален растворен хлор во вода, кој што е основен параметар за Кои се тие параметри? Законските параметри 0,2 до 0,5 милиграми на литар растворен резидуален хлор во вода. Моментално во Прилеп денешните резултати се негде 0,4 милиграми на литар растворен резидуален хлор во вода за пиење. Да спомнам тука дека исто така сме во секојдневен контакт со нашите колеги од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица. Информациите ни говорат дека има доволно количини на сурова вода, така да бунарските постројки не се во функција. Сета количина на вода за пиење во град Прилеп е од регионалниот водоснабдителен систем и од нашите извори и сета вода е контролирана и сите резултати се позитивни во смисла на чистота на квалитет. Дали тоа значи дека издашноста на Студенчица е задоволителна? Како се движи со оглед на тоа што сме летен период? Со оглед на тоа што сме летен период и со оглед на тоа што имавме поволна хидролошка година, издашноста на изворот, според нашите информации кои што ги добиваме од нашите колеги кои што спомнав, е задоволителна и очекуваме да извесен период немаме некои поголеми проблеми околу количини на вода кои што ни се потребни од водоснабдителниот систем. А колку количини се потребни? Моментално околу 260 литри во секунда. Толку пристигнуваат од Студенчица и околу 30 на литри од нашите стари градски извори. Пред неколку дена ги задоволува ако беше густиниот спек? Да. Тогаш припорачавме количини од Студенчица, тогаш беше 290 литри во секунда побарувањето на нашиот Студенчица. Во контекст на разговор на изјавата од директор дека договорениот обем со јавното комунално предпријатие ние како Центар за јавно здравје го реализираме со замена на примероци на вода за пиење од 15 мерни места низ градот. Тоа е веќе договорен распоред со надлежните служби на јавното комунално предпријатие во зависност од да не ги дуплираме мострите од едно исто мерно место како би имале контрола на целиот град. И во тек на еден месец од прилика изнесуваат од 60 до 70 примероци на вода за пиење. Ова сакам посебно да го нагласам, бидејќи во последните денови слушаме секакви информации, дезинформации, коментари дека во Прилеп водата не се испитува. Не. Одма кажувам, со потполна морална и стручна одговорност и со моето 30 годишно искуство во оваа област и како надлежен раководител на службата за хигиена во Центарот за јавно здравје, за Крушево и Македонски Брод и некаде околу 100 илјади жители кои се во наша надзорност, дека водата во Прилеп е една од најконтролираните води во Република Македонија. Со ваков обем на анализирање на примероци
од 700 до 800 примероци во текот на годината, јас мислам дека полојна Република Македонија да ги собери нема да има таков обем на анализирани примероци од градските водоводи. Одма да кажам дека во контекст на повторно на тие деманти и некоректни изјави, дека водата се испитува на санитарно-микробиолошка лабораторија и во физичко-хемиска санитарна лабораторија по акредитирани методи 17025, по кој центарот е акредитиран уназад 5-6 години и каде правиме proficiency контролни анализи во Лондон на секој 6 месеци. Затоа уште еднаш апелирам до сите кои не ја познаваат нашата струка и нашата дејност и работата на јавното водостопанско предпријатие, да не коментираат, да не дават непотребни изјави и слободно нека се јават по законот за достапност на јавни информации во секој миг на секого ние ќе дајме информација од јавен карактер каква е водата. И одма сега да кажем каква е водата, значи од 1.7. до вчера евидентирани кај нас се 55 примероци вода од град Прилеп земени. Од тие 55 евидентирани и анализирани примероци имаме еден кој отстапува на зголемена матнотија, бактериолошки се сите исправни и сите имаат потребното количество на хлор. Отстапувањето во однос на матнотијата е заради дефект во одреден район и нашата комуникација, како што спомна директорот, е на дневно ниво, да не речем на ниво на час е комуникацијата, со комуникација со службите надлежните на јавното комунално предпријатие, добивме информација дека станува збор за дефект, веднаш наредниот ден истиот район е повторно анализиран и водата е здравствено исправна. Во периодот од 1.1.2026, значи оваа тековна година, до завчера имаме земено од град Прилеп, од градскиот водовод, без разлика на потеклото, нели може да биде од изворите или од Студенчица, имаме анализирано 449 примероци на вода за пиење и одма кажувам, детектирани се 3 бактериолошки неисправни води на сирова вода пред хлорирање. Значи, сирова вода пред хлорирање е детектирана бактериолошка неисправност, меѓутоа, во истите тие денови, кога е детектирана сирова вода бактериолошка неисправност пред хлорирање, реоните низ градот сите имале хлор и сите водата била исправна. Тоа е уште еден доказ дека ние работиме, дека не ги криеме податоците, дека не ги крие јавното комунално предпријатие, меѓутоа, ефектите од нашата работа се гледат, бидејќи водата била здравствено исправна во тој ден. Контролата на населените места е регулирана на два начини. Едно е по националната годишна програма за јавно здравје од населени места каде не стопанисува јавно водостопанско предпријатие. Тоа е еден вид на локални водоводи или водоснабдување, може да биде од индивидуални или јавни бунари или локален водовод. А друг начин е таму каде стопанисува јавно водостопанско предпријатие. И таму, значи ги контролираме еднаш месечно сите локални водоводи и еднаш месечно ги контролираме училиштата во сите населени места. Значи секој училиште, без разлика во кое населено место, дали е во Прилеп или дали е во Витолиште или не знам каде во селата, е контролирано, или Дреновци или Горно село во општина Долни, го контролираме еднаш месечно заеме вода за пиење и одма да кажам дека резултатите по завршувањето дете се доставуваат до надлежната институција, дали тоа е јавното водостопанско предпријатие, дали тоа е локалната самоуправа, меѓутоа од 2004 година наваки на секојдневна основа ги информираме Агенција за храна и ветеринарство, порано Дирекција за храна, Државен санитарен и здравствен инспекторат, како задолжен сум како институција и го информираме Министерството за здравство преку секторот превентива и го информираме Центарот за кризи. Значи, уште еднаш да потенцирам дека и тука сме една од првите во државата која почна така во голем, широк диапазон на извештаи и информации да доставува во надлежните служби. Центарот за јавно здравје Прилеп, како јавна здравствена установа од областа на превентивната здравствена заштита, е надлежен за територијата на општините Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Долнени, Кривогаштани и општина Пласница. Во редовна комуникација со
јавните комунални претпријатија на овие општини и со склучени договори во текот континуирано во текот на целата година ја следиме состојбата со квалитетот и безбедноста на водата за пиење, но покрај водата за пиење тука наша надлежност е и следење и контрола на движењето на заразните заболувања, така да Центарот за јавно здравје има една голема територија и голем број на општини кои што се под наша надлежност. До овој момент, како што каже и колегата Петар, значи се случува од време на време да имаме пропусти во хлорирањето или да анализираме небезбедни примероци на вода за пиење. Конкретно во однос на случајот за Крушево на 20 јули екипа од Центарот за јавно здравје Прилеп беше во општина Крушево, при што беа земени вкупно 5 примероци на вода за анализа, 3 примероци од градскиот водовод, со кој што стопанисува јавното комунално претпријатие Комуна Крушево, и 2 примероци од крајпатни чешми. Веднаш уште истиот ден, во однос на физичко-хемиските карактеристики на водата за пиење, беше констатирано во нашата лабораторија дека има отсуство на резидуален хлор и веднаш стапивме во контакт со надлежните лица од ЈКП Комуна Крушево, ги информиравме дека има отсуство од резидуален хлор, а следниот ден веќе заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, инспектори од Агенција за храна и ветеринарство, бидејќи тие се надлежни за да издадат решение за забрана за пиење на водата, уште пред да ги добијаме конечните официјални резултати на бактериолошката исправност, се излезе на терен во општина Крушево и се донесе препорака, јавното комунално претпријатие објави препорака за превривање, 10-минутно превривање на водата. На 23 јули, кога излегоа и конечните микробиолошки резултати, и Центарот за јавно здравје, заедно со ЈКП Комуна, го издадовме тоа соопштение за да го информираме населението, а од друга страна Агенцијата за храна и ветеринарство донесе забрана за користење на водата за пиење. Забраната се однесува поради, како што кажав, отсуство на резидуален хлор, но и зголемен број на контаминенти, тоест големен број на колинформни бактерии, присуство на Ешерихија коли и ентерококус, и поради овие причини, значи водата е забранета за користење во град Крушево и дадени се препораки за 10-минутно превривање на водата во однос за користење на комунална хигиена, перење, миење на садови, миење на овошје и зеленчук, а исклучиво да се користи за пиење флаширана пакувана вода. Забраната ќе трае се додека не се добијат 3 последователни негативни резултати на водата за пиење од истите места каде што претходно беа земени примероците. Во средата, четвртокот и денес во петок се земени нови мостри, нови примероци на вода, во тек се анализите и доколку истите овие анализи се уредни, тек тогаш ќе може Агенцијата за храна и ветеринарство да даде дозвола за употреба на водата за пиење во Крушево. Од епидемиолошка гледна точка, сакам да се надоврзам и да кажам дека во моментов и во Крушево и во Прилеп епидемиолошката состојба е мирна во однос на појавата на лица со симптоми на гастроентероколит. Значи бројот на пријави се движи во рамките на очекуваната бројка за овај летен период, така да немаме нови регистрирани на случаи на гастроентероколит, кои што би ги поврзале со небезбедната вода, конкретно во општина Крушево.